Во автомобилската мека Детройт се одржува традиционалниот 28-ми меѓународен салон за автомобили. Во спектарот од бои од рефлекторите на беспрекорно уредените штандови се најдоа многу новитети со епитетот светски, континентални и домашни премиери, а дел од компаниите се дојдени да се пофалат со многу нови технологии, визии, студии и концепти. Несомнено, ова е првиот салон на автомобили според кој се прават анализи за она што навистина следи во годината што ни предстои, па ако по утрото се познава денот, слободно може да се каже дека следат нови добри денови за автомобилската индустрија. Експертите велат дека Детройт означува според она што го нуди вистинска пресвртница. По кризата и рецесијата, на брегот на Мичиген овој пат повторно до израз доаѓаат раскошот, луксузот, мускулите. Па во тој тренд се и новитетите, а за тоа се виновни поевтиното гориво, мега профитот на трите водечки компании во САД, засилување на економијата, на банките, ниските каматни стапки. По традиција, победниците на изборот автомобил и мултифункционално возило на годината во Северна Америка стануваат познати на првиот прес ден на меѓународниот салон во Детройт. Со наградата Автомобил на годината 2016 на Северна Америка веќе може да се пофали целосно новата генерација на Honda Civic, односно беше поуспешна во трката со преостанатите кандидати кои се најдоа во финалната фаза на изборот – Chevrolet Malibu и Mazda MX-5 Miata. Кај универзалните автомобили за победник беше избрана целосно новата генерација на Volvo XC90, која стигна до финалната фаза на трката заедно со Honda Pilot и Nissan Titan XD. Иако многумина знаат да кажат дека според своите квалитети, вредности и посетеноста рамо до рамо со оваа манифестација се салоните во Лос Анџелес, Чикаго и Њујорк, кои можеби имаат и побогата традиција, сепак приматот по многу нешта во светски рамки го држи настанот North American International Auto Show. Сите светски гиганти се обидуваат да се представат во што поблескаво издание, а веќе истакнавме можеби и поради епитетот најголема американска автомобилска смотра, но и фактот што двата пазари на континентот, САД и Канада во последно време конзумираат голем број возила и се во самиот врв според продажбата. Не е ни случајност што во Детройт сме сведоци на блесокот на над 40 премиерни изданија. Секако во преден план се домашните компании, но не заостануваат според настапот ниту европејците, ни јапонците, ни корејците. За жал, овој пат нема да почнеме со јенките, туку ќе истакнеме 3 модели кои се вистински хит во Детройт. На прво место новата генерација на Мерцедесовата E-класа, потоа перијаницата на Volvo, новината S90 и првото чедо на луксузната корејска филијала Genesis, остварувањето G90. Новата генерација E-класа е изградена на нова платформа и е во стилот на веќе представените C и S класа. Исто како нив, возилото може да се нарача со два различни предни делови. Едната има стандардна маска на ладилникот и амблем на предниот капак, додека другата е спортска и се одликува со големо лого на маската и е наменета за верзиите Avantgarde и AMG Line. Внатрешноста на моделот е целосно изменета, потсетува на полуксузната и поскапа S-класа.
Во опремата може да бидат вклучени голем број додатоци, меѓу кои се Round System Burmeister 3D, амбиентно осветлување со 64 различни бои. На неговата пазарна премиера во Европа, новиот Mercedes-Benz E-класа нуди нов дизел и бензински мотори, двата со зафатнина од 2,0 литри. Комплетно новиот Volvo S90 е без сомнение една од најдобрите премиери во Детройт. Во својата најмоќна верзија, под ознаката T8, новиот шведски седан го придвижува хибриден систем со можност за полнење од електрична мрежа со ефективна моќност околу 415 конски сили. Покрај тоа што се смета за еден од најбезбедните автомобили во светот, новиот S90 доаѓа со полуавтономно управување како стандардна опрема. Во внатрешноста се карактеризира со свеж дизајн и материјали со врвен квалитет, со големо влијание од луксузниот SUV автомобил од истата компанија XC90. Целосно новата луксузна марка на Hyundai Motor Genesis го представи својот прв пазарен предлог. Целосно новиот Genesis G90 ќе се соочи со предизвикот да се докаже во сегментот на луксузни автомобили, да го понуди најдоброто со што располага во моментов компанијата. За оваа цел од фирмата посебно ги апострофираат интелигентниот систем за погон на сите 4 тркала и специјално развиената адаптивна суспензија. Во исто време новиот автомобил ќе им понуди на корисниците и голем број иновативни дизајнерски, конструкциски и инженеринг решенија, вклучувајќи го и системот Genesis Smart Sense, поврзан со високата активна и пасивна безбедност. Genesis G90 ќе се нуди со избор меѓу целосно нов 3,3 литарски V6 турбо агрегат и 5,0 литарскиот V8. Освен во САД, предводникот ќе биде достапен веднаш за купување и на пазарите во Кина, Русија и земјите од Блискиот Исток. Возилата на Jeep за прв пат почнаа да се пробиваат низ калта, снеговите, безпаѓата во далечната 1941 година. Оригиналниот Вилис беше создаден да им помогне на активностите на американците во Втората светска војна и од називот на проектот General Purpose Vehicles изникна прекарот GPS. Подоцна прекарот се трансформираше во Jeep, име кое стана синоним за овој тип автомобили и денес, а 75 години подоцна брендот останува омилен на милиони фанови во светот. За да го одбележи диамантскиот јубилеј, Jeep лансира специјална верзија 75th Anniversary за секој од моделите во палетата. Сите тие се во посебни зелени бои – Sarge Green, Recon Green и Jungle Green. Бојата на каросеријата е со контрастни бронзени фелни и портокалови екстериерни акценти. Во внатрешноста впечаток остава логото 75th Anniversary на седиштата. Кај моделите се додадени специјални шини. Grand Cherokee има посебна предница и специјални додатоци на седиштата. Cherokee го има истото, но со додаден двоен покрив. Кај Renegade новина е аудио составот Beats и системот за отворање на покривот My Sky. Компас доби далеченски старт и лесни бронзени апликации во внатрешноста. Patriot пак е поставен на 17-инчни фелни, има серво на отворот и 2,4 литарски мотор кој работи со 6 бензински автоматски менувач, исто како кој моделот Компас. Специјалната серија 75th Anniversary Edition Jeeps ќе биде понудена на пазарот во првиот квартал на оваа година. Летечкиот килим веќе не е само фикција. Компанијата Arca Space Corporation објави дека создале револуциониран летечки уред наречен Arca Board. За прв пат во историјата секој човек ќе може да лета кога и каде ќе посака. Arca Board представува уред кој комбинира велосипед, автомобил и авион. Електричната летечка машина располага со моќност од 272 конски сили и 203.000 вати батерии, што е најмоќното, но и најлесното лично возило некогаш создадено.
Цената е околу $19,900, а продажбата ќе стартува на 15 април 2016 година. Летечка платформа е изградена од 36 електрични вентилатори и батерија. Должината му е 144 см, ширината 76 см, тежината околу 81 кг и може да издржи човек со тежина до 110 кг при максимална брзина од 20 км на час и на висина до 30 см. Штицата може да биде управувана преку смартфон или рачно со помош на телото и стабилизатори. Максималното време за летање засега е само 6 минути, а полнењето на батеријата трае 6 часа. Од Арка сепак планираат да направат и брз полнач, што ќе даде можност за полнење само за 35 минути. За брзата станица ќе се плаќа дополнително $4,500. Компанијата Arca Space Corporation е основана од романецот Димитру Попеску, а незината централа се наоѓа во Њу Мексико. Германскиот производител на суперспортски автомобили Гамперт има нов собственик, кој веќе е подготвен со плановите за заживување на брендот. Новиот собственик е Ideal Team Venture и започна со процесот на преименување на компанијата, која веќе ќе се нарекува Apollo Automobile и планира да представи целосно нов модел Aero, а премиерата е закажана за автомобилскиот салон во Женева во март. Ова е втора голема сделка на Ideal Team Venture во автомобилската индустрија. Во јуни компанијата купи друг познат бренд, De Tomaso, за околу $1,8 милиони. Непосредно по завршувањето на трансакцијата, еден од адвокатите најави дека брендот ќе биде лансиран повторно, но во Кина, каде што автомобилите и ќе се продаваат како De Tomaso. Новиот сајт на Гамперт е веќе активен, а таму има повеќе информации за идниот развој на Apollo Automobile. Се уште нема податоци за финансиските планови на новиот собственик на Гамперт и De Tomaso и развојот на двата познати бренда за во блиска иднина. Алијансата Рено-Нисан, четвртата поголемина автомобилска група во светот, објави дека во наредните 4 години ќе лансира на пазарот повеќе од 10 возила опремени со систем за автономно управување. Автомобилите на Рено-Нисан, кои ќе бидат во можност да понудат автономно движење, ќе бидат представени во САД, Европа, Јапонија и Кина, односно технологијата ќе биде интегрирана во масовни модели на брендовите на Алијансата и ќе бидат достапни по пристапна цена. Паралелно со ова, од Рено-Нисан објавија дека ќе пуштат на пазарот и нови решенија за комуникации кои ќе го направат управувањето за корисниците полесно, поврзани со работата, задоволството и социјалните мрежи. Рено-Нисан е лидер во областа на автомобилите со нулта емисија, а реализацијата на компанијата е речиси 300.000 целосно електрични автомобили, почнувајќи од првиот во светот достапен електромобил Leaf. Освен на подобрувањето на ефикасноста на своите автомобили, Рено-Нисан работи сериозно и врз големувањето на безбедноста на понудените од Алијансата модели. Според статистиката на гигантите, инцидентите со фатални и сериозни последици во автомобили на Нисан во Јапонија се намалиле за 61% во последните 20 години. Соодветната статистика за автомобилите Рено за Франција е намалување за 80% за последните 15 години. Според Рено-Нисан, автономните автомобили ќе ги намалат грешките на возачите кои се виновни за 90% во сите смртни случаи на патиштата. Посебен оддел на шведската марка Koenigsegg разви нов систем за вбризгување на гориво во кој нема брегаста оска. Оваа технологија е наречена Free Valve.
Погонот на вентилите се одвива со помош на специјални пневматски активатори кои имаат истовремено компримиран воздух и пружини. Овој систем овозможува индивидуално управување на секој вентил, што пак од своја страна овозможува бесконечна варијабилност на подигање на вентилот и време траење на неговото движење, како и многу лесна деактивација на одделните цилиндри. Новиот погон на вентилите користи и доста помалку енергија од вкупната моќност на моторот од класичното вбрезгување, а со ова се зголемува и ефикасноста на работата на целиот мотор. Според пронаоѓачите, резултатот од иновацијата е подобрување на моќноста и максималниот вртежен момент од 30%, истовремено обезбедувајќи и повисока економичност во рамките до 30%. Намалена на овој начин е и емисијата на штетни гасови од моторот. Volvo понуди информации за нова функционалност која ќе ја нудат автомобилите на брендот, имено да управуваат дел од незините системи со глас од одредено растојание. Како резултат на соработката со Microsoft, собствениците на Volvo ќе можат да остваруваат контакт со своите автомобили преку мултифункционалната програма Hrive Band 2, односно да даваат гласовни команди на системот за навигација, климатизација, активирањето на осветлување од одредено место надвор од возилото, например канцеларија или дома. Кога развиваме нови технологии, ние не го правиме од интерес само да лансираме нешто ново. Ако една технологија не го прави животот, односно управувањето на возилото на клиентот полесен, побезбеден, подобар и повозбудлив, ние не би ја користеле. Кој не сонувал да му зборува на својот автомобил и му дава одредени наредби, потенцираат од Volvo Car Group. Volvo ќе почне да ја нуди новата функционалност Microsoft Band 2 оваа пролет. Филозофијата на Land Rover е многу едноставна кога се работи за неговите остварувања. Препорачува изведби со кои собственикот може да тргне каде ќе посака. Затоа, од несомнено најеминентниот производител на SUV креации, кој од неодамна го има и премиум аутоцентрум за свој директен дистрибутер на македонскиот пазар, се нуди се во пакет. Возилата на брендот се препознатливи за авантури надвор од асфалтот, но во последно време кон ова нудат и врвни спортски перформанси, како и висок степен на елеганција и луксус. Во новината Land Rover Discovery Sport, тимот на Джери Макговерн соединил вешто се на едно место. Комбинација која овозможува Discovery Sport да биде маркантен на секое место во урбана средина, гарантирајќи дека ќе е во центарот на вниманието, SUV лимузина која зрачи луксус, карактеристичен и за Range Rover, со технолошкиот арсенал кој ќе ве извади во било која ситуација и на најнепрооден терен. Ова е реалниот заменик на Freelander, но е подобар од него во секој правец. Последниот повеќе нема да фигурира во гамата на компанијата како име, додека првиот е основоположник на целосно ново моделско семејство во палетата. Неслучајно предната и задната страна на новината се овековечени со огромен надпис Discovery. Сигурно во семејството ќе има два модели, но многу веројатно е да станат три во подоснежната фаза. Сега во објективот е Disco Sport кој доаѓа со страшен бум, за да застане против BMW X3 и Audi Q5. Дизајнот изгледа импресивно. Во основата му е платформата која беше користена за најмалиот модел на Range Rover Evoque, но повеќето детали кај неа се главно надградени. Самата шаси е од алуминиум што помага за намалување на вкупната тежина на моделот. Освен тоа, Discovery Sport е малку поголем од Evoque, нудејќи должина од 4600 мм, а меѓуоски на расстојание од 2740 мм, широчината 1890, а висината 1720 мм. Напред, Discovery Sport користи многу елементи од Evoque. Тенка хромирана маска која продолжува логично со расширени како крила фарови. Оваа дизајнерска линија е продолжена со светлата и големи отвори за воздух во браникот, под кој стои заштитна саќеста облога. Кога сме кај светлата, во тестниот модел на располагање не беше Vision Assist Pack, Big Xenon и LED.
Сводовите на тркалата од 18 инчи се проширени, а во страниците има специфични жабри за воздух, карактеристични за изданијата на Land Rover. Токму со профилот е поврзано визуелното решение, клинистата линија на прозорците и свртени задни C и D носачи на покривот, па го прави многу поинаков од она што сме навикнале досега. Во внатрешноста крајно британски. И тоа е секако една од најсилните вредности, односно дизајнерите креирале крајно чист ентериер. Нова е вертикалната централна конзола која е интуитивна и лесна за ракување. Врз неа се само контролите за климатизација, 2-3 копчиња, меѓу кои она за режим еко, за исклучување на ESP-то, како и на 4 испори за режим на возење, макадам, чакал, песок или снег на терен респонс системот. На врвот е поставен новиот 8-инчен дисплеј кој реагира на допир. Интересно е дека во Discovery Sport има достапни посебни излази за полнење на мобилни телефони и таблети, како и USB распределени на двата реда седишта во возилото. Ова укажува дека во ист момент може да функционираат голем број електронски уреди. Овде треба да ја напоменеме и мощна функционалната навигација, која е дел од дополнителната опрема. Внатрешноста навистина е скроена извонредно и не застанува зад германските конкуренти. На тунелот помеѓу седиштата е позициониран само круг Drive Selector кој веќе одамна стана стандарден, заменувајќи ја традиционалната рачка. Управувачот е удобен и лесен за ракување, а таблата со инструменти се потпира на класични аналогни елементи, а не на дигитални. Волуменот на багажникот при стандардната верзија со 5 седишта се движи од 829 до 981, а при спуштени задни седишта расте до 1698 литри. На асфалт Discovery Sport се представи исклучително добро. Стабилноста е навистина импресивна, едноставно ви влева сигурност и доверба, а оние лулања поради повисоката каросерија ги нема, само во екстремни ситуации. Уште една нова вредност, некарактеристична за досегашните изведби. Мощна е удобен за возење, нешто што го разликува од супер тврдите подпирања на германските конкуренти. Може да доплатите за адаптивни амортизери, а за уште поголема стабилност може да нарачате Torque Vectoring by Barking и Adaptive Dynamics with Magnarite. Може да нарачате и нов за моделот 4x4 погон, кој се потпира на две спојки позади кои го дистрибуираат вртежниот момент меѓу двете тркала. Тука интересно е дека тие може да се исклучат од погонски тракт, кога условите дозволуваат употреба само на предните тркала. Традиционално 4x4 се потпира на Haldex спојка од петата генерација. Напредната 9-брзинска трансмисија е специјално креирана за да работи ефикасно на секакви терени. Ниските брзини гарантираат многу поголема проодност при офроуд услови во споредба со стандардниот 6-брзински менувач. Интересно е да се напомене дека и покрај дополнителните 3 брзини, големината на менувачот е само 6 мм поголем во споредба со стандардната изведба, а и разликата во тежината исто е минимална – едва 7,5 кг. Компактните димензии се можни благодарение на различни технолошки подобрувања, како нова хидраулична помпа, специјално дизајнирана двојна спојка и иновативен интелигентен систем за префрлување. Првично, Land Rover Discovery Sport доаѓа со 2 4-цилиндарски турбодизели. Тие се со зафатнина од 2,2 литри и мокност од 150 конски сили TD4. Иако не е баш лесен, оние 150 коњи знаат да повлечат и со помош на повеќе пакети, да понудат на вистина добри спортски перформанси, што повторно го оправдува епитетот во името. Од друга страна, агресивен и динамичен, но би додале и економичен. Просечната потрошувачка беше некаде од околу 7 литри, што е вистинско изненадување, а 8,2 литри на 100 км при умерено возење и во град. Навистина, вистински крајности од професионален теренец пред вас е урбан, елегантен и спортски кросовер, кому и спортските способности му се на високо рамниште. Discovery Sport ги исполнува сите очекувања, а за тестниот модел во премиум ауто центрум треба да се плати 57.342 евра. Цената на базниот модел се разбира пониска, а колку е, дознаете сами.
На 49-тото издание на сајмот за потрошувачка електроника CES 2016 во Лас Вегас, кој се смета најголем и највлијателен настан во светот на ова поле, видовме нови телевизори, смартфони, таблети, hi-fi апарати, лаптопи, како и голем број интересни изведби на домашни кина, фотоапарати. А вистинско изненадување оваа година беа визиите за автомобилскиот свет. Ова е навистина огромна смотра која траеше 3 дена во градот на Комарот, на која изложуваа над 3600 компании од 130 земји од планетава, на рекордна површина од 223.000 метри квадратни, понуди многу со што на овој свој начин ја најави иднината во глобални размери. Новата марка Faraday Future го представи својот прв концепт кој представува целосно електричен автомобил и има за цел да ја најави идната палета на производителот под името FF01. Тој веројатно никогаш нема да се појави во сериско производство, но дефинитивно успеа да го привлече вниманието на автомобилскиот свет, докажувајќи ги високите амбиции на новиот бренд. Машината користи целосно карбонска шасија и купе, кои ќе се користат и за идните сериски модели на компанијата. Има 4 електрични мотори лоцирани во центарот на 4 тркала. Нивната вкупна моќност е 1000 конски сили, што овозможува спринт до стотка за околу 3 секунди. Максималната брзина на движење достигнува 320 км на час. Volkswagen го покажа проектот Buddy. Концептната машина доаѓа со футуристички дизајн, каде доминираат огромната маска во предниот дел и 21-инчни тркала. Во однос на димензиите, возилото се позиционира меѓу сегашните Туран и Мултиван. Во внатрешноста возачот е опкружен со огромен дисплеј, а задните седишта се во форма на сепаре. Погонот на возилото е доверено на електричен систем кој се напојува од 101 киловат-часови батерија која обезбедува автономија од над 500 км со едно полнење. BMW официјално ја представи студијата i8 Mirrorless концепт, чија основна карактеристика е што на вообичаените ретровизори нема огледала. Нивната функција се извршува од современи видеокамери која пренесуваат сликата врз паметен екран One Smart Display. BMW Group го представи и Vision Car, со помош на кој се демонстрира како би можела да изгледа внатрешноста на возилото на иднината. Еден од најважните моменти е системот AirTouch, кој дава можност за интуитивна контрола на инфокомуникацијскиот и мултимедијален систем на возилото, а за оваа цел се користат само гестови со рака. Новина е и кацига на која е додаден head-up дисплеј. Проекцијата е идентична со онаа која се користи во автомобилите на брендот. Таа може да биде конфигурирана и да достави во видното поле на возачот многу различни информации: брзина, предупредувања, информации за сообраќајот. Информациите се прикажани пред десното око на возачот на посебна транспарентна плоча. Кога се во прашање мотоциклите, BMW понуди и ласерски светла. Предметните фарови се познати од новата серија 7 и BMW i8, а дебитираат на концептот BMW K1600 GTL. Светлата обезбедуваат густ бел сноп, а осветлуваат дури и на 600 метри, или речиси двојно повеќе во споредба со стандардните светилки. Во моментов, сепак ласерската техника нема да се нуди за мотоциклите на BMW, бидејќи истата е премногу скапа. Nvidia ја представи втората генерација на својот патен компјутер Drive PX2. Треба да се напомене дека во Drive PX2 се користат два процесори Tegra од следната генерација кои можат да обезбедат 24 трилиони операции во секунда. Во пракса на системот се вклучени 12 камери кои даваат можност за панорамски кругови и преглед на патната ситуација. Има уште радио и ултразвучни сензори. Сензорската мрежа во Nvidia Drive PX2 овозможува создавање на специјални библиотеки на информации, но има и функција за обука. Автомобилски партнер на Nvidia во адаптација на Drive PX2 е Volvo, која тестира 100 парчиња од компјутерот во моделите на XC90. Следната година овие автомобили ќе влезат во вистинска употреба на улиците на Гетеборг.
Од американската индустрија за ова прво представување од Детройт ги издвојуваме Buick Avista, кој во Европа би требало да биде новата Opel Calibra, потоа сериската верзија на Lincoln Continental, интересната креација од Chrysler, целосно нов мултифункционален модел Pacifica, а многу реакции за обновената изведба на Ford Fusion. Buick го презентира својот нов 2+2 концептен модел Avista, кој демонстрира една нова дизајн насока за брендот, опремен со 3-литарски V-twin 6-цилиндарски мотор кој е во состојба да генерира максимална моќност од 400 конски сили. Истата се користи за погон на задните тркала и е гаранција за динамика и висок адреналин на патот. Во исто време, благодарение на системот Active Fuel Management за деактивирање на цилиндрите на моторот и 8-степената роботизирана трансмисија, можно и сериозно подобрување на економичноста и емисијата на штетни гасови. Во внатрешноста на Buick Avista на централната конзола се вградени чувствителни на допир копчиња, кожен тапацир има многу елементи од карбон и алуминиумски апликации како и специјално ориентиран кон возачкиот кокпит. Lincoln се пофали со нова генерација на Continental, која на задоволство на фановите на компанијата поминала од концептна во сериска форма, без речиси никакви промени во дизајнот, а се задржани дури и екстравагантните рачки на вратите интегрирани во горниот дел. Од брендот може да се пофалат и со мотор кој ќе се нуди само во овој модел. Тоа е 3-литарски и 6-цилиндарски битурбо мотор кој ќе испорачува околу 400 конски сили. Освен тоа, на располагање ќе биде и систем за контрола на потпирањето, како и различни режими на управување прилагодени на моторот и менувачот. Внатрешноста на автомобилот пак може да се пофали со специјална обработка со цел пониско ниво на бучава, која вклучува ламинирано стакло позади и материјали за изолација. Новата Pacifica, која ќе се нуди во хибридна верзија, дебитираше со импресивен број иновативни технологии и системи, а речиси 40 од нив се применуваат за прв пат во сегментот на трейлери. Chrysler Pacifica може да се пофали со привлачен дизајн на екстериерот, а просторот во внатрешноста на мултифункционалниот автомобил изгледа како бескрајно пространство. Автомобилот ќе се нуди со бројни системи за зголемување на удобноста и безбедноста, вклучувајќи систем за видеонадзор околу целото возило, паркинг асистент, адаптивен круз контрол, систем за предупредување при опасност на удар со возило во движење напред, мултимедијален систем, електрични лизгачки, странични врати, далечинско отворање на багажникот, дури и вградена правосмугалка. Ford ја откри обновената верзија на седанот Mondeo, кој на пазарите преку океанот се нуди под името Fusion. Промените во изгледот се најмногу во предниот дел на седанот, каде маската на ладилникот е преработена во стил Aston Martin. Различни се и распоредени во двата краја светла кои веќе се опремени со LED диоди. Предниот браник изгледа поагресивно благодарение на длабоките црни отвори за воздух и сјајна решетка. Главната новина кај моделот е нова модификација Sport. Таа е опремена со 2,7 литарски бензински V6 мотор EcoBoost и систем за погон на 4 тркала. Се очекува моторот да развива моќност од 325 конски сили и 475 Нм вртажен момент. На изглед, верзијата Sport може да биде спакувана со 19-инчни фелни, заден спойлер и двојни цевки на издувниот систем. Модификација е опремена и со адаптивна суспензија што доаѓа со нова технологија. Јапонската елита во Детройт во Кобе центарот е представена преку своите луксузни филијали на брендовите од земјата на изгре сонцето. Lexus има премиера на целосно ново футуристичко луксузно купе LC500 со 4 седишта. Новината ќе се нуди и со карбонски покрив. Стандардно доаѓа со стаклен и е опремена со 5-литарски V-twin мотор со 8 цилиндри кој е познат од суперспортските RCF и GSF. Со максимална моќност од 467 конски сили и вртажен момент од 527 Нм. Овој агрегат ги придвижува задните тркала во спрега со 10 брзинска роботизирана менувачка кутија. Lexus LC500 е опремен со нов мултимедијален пакет, како и познатите системи за активна безбедност, систем за известување и избегнување на удар во возило во движење напред, систем за задржување на автомобилот во лентата, автоматски светла.
Infiniti ја покажа конечната сериска изведба на спортското купе Q60. Јапонскиот автомобил може да се пофали со коефициент на отпор од само 0,23, а тоа се должи на активната аеродинамика во предниот дел. Што се однесува до погонот, во врвната верзија тој е доверен на новиот V6 мотор со 2 турбини. Овој агрегат може да се нарача во две верзии со 300 и 400 конски сили. Основен двигател е 2.0 турбо, каде моќноста е 208 конски сили. Сите наведени агрегати се нудат со стандарден 7-степен автоматски менувач со 2 спојки, која испраќа моќта на задните тркала. Достапен како опција ќе биде и 4x4 систем. Автомобилот може да се пофали и со втората генерација бежична врска помеѓу тркалата и управувачот, како и со системот Dynamic Digital Suspension за контрола на подпирањето. Хондината филијала ја представува Acura Precision. Машината е развиена во дизајнерскиот центар на Acura во Калифорнија, а најверојатно алудира и за визијата на следните генерации од моделите ELX, TLX и RLX. Станува збор за стилски седан купе со 4 врати кој располага со спортска силуета и кратки продолженија на предниот и задниот дел. Позади карактеристични се светлата со нетрадиционална форма, како и интегрирани во задниот браник цевки од издувниот систем. Внатрешноста е во модернистички стил, а впечаток оставаат тенките седишта кои отвораат повеќе простор за патниците. На располагање е и огромен централен дисплеј кој прикажува потребни информации за возачот и сопатниците. Детройт е во центарот на вниманието на автомобилскиот свет, а Автоплус ќе се погрижи да добиете уште информации од брегот на Мичиген езерото за премиерата на BMW M2, потоа на Audi A4 Allroad, Volkswagen Tiguan GTE Active Concept, GMC Acadia, Kia Telluride, Nissan Titan Warrior. Затоа не пропуштајте го следното издание на Автоплус на оваа фреквенција во исто време.